Среда, 1 ноември, кратки вести во 12 часот. На точно 2 месеци до најавениот завршеток на работите на автопатот Охрид-Кичево, екипа на Охрид Прес денеска го помина овој патен правец и преку фотографии и видео објавени на Охрид Прес видолови точно до каде се градежните работи. Денеска е 1 ноември и остануваат помалку од 2 месеци до крајот на годината, односно до најавениот термин за завршување на работите. Автопатската делница Кичево-Охрид е дел од коридорот 8 во должина од 57 километри и инвестиција од 598 милиони евра, односно далеку над првично предвидените 374 милиони евра. Како едно колективно подсетување за сите до каде е реално дојдена работата со изградбата на автопатот Охрид-Кичево, од денес ке знаеме уште точно колку време остана до крајот на оваа година, кога според одговорните истекува рокот за изградбата на овој патен правец. Бројчаникот кој е поставен на Охрид Прес ке остане до 31 декември и ке не подсетува сите, а особено одговорните и најзасегнатите, за важноста на овој патен правец за Охридскиот регион, но и за тежината на јавно искажаниот збор. Охридјанката Елена Јанеска продолжи со успесите и на еден од најпрестижните А-класа надпревари Моравија Open 2023 во Острава, Чешка. За само една недела таа се закити со 2 златни и 2 сребрени медали. Елена, која е една од нашите најдобри надпреварувачки, а беше и европска вице-шампионка во Пореч минатата година, а постигна одлични резултати на Европското првенство во Jesolo, Италија и на Светското првенство во Астана, Казахстан. Во Охрид денес променливо облачно време со сончеви периоди и услови за локален дожд кон крајот на денот и во текот на ноќта. Максималната температура до 19 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.